Почитувани, повод за денешната пресконференција е најновото врачување решенија од вице-премиерот Абдулахим Адеми пред 2 дена за вработување припадници на албанското малцинство во јавната и државната администрација согласно така наречената рамковна спогодба. До крајот на годината се очекува бројот на новопримени административци албанци да биде околу 1000. Според нашите сознанија, застапеноста на албанците во јавната и државна администрација веќе надминува 20% и забрзано се приближува до линијата од 25%. По тој повод, премиерот Груевски во четвртокот истакна дека рамковниот бил општо прифатено начело од сите и дека мора да се спроведува за македонските албанци да постигнат застапеност од 25% во администрацијата. Чудоневидени сме од деснотијата на вака изреченото од премиерот Груевски, а на штета на интересите на македонскиот народ и државата. Господине Груевски, ве повикуваме во името на македонскиот народ да се заложите привремено да престане востановената практика секој месец да се врачуваат решенија за вработување на албанци според така наречениот рамковен договор, најмногу заради следните 2 причини. Народно движење за Македонија на 24 септември 2009 година има поднесено кривична пријава до Државното обвинителство за фалсификување на последниот попис одржан од 1 до 15 ноември 2002 година. Фактите и доказите приложени кон оваа кривична пријава укажуваат дека албанското малцинство во државата е околу 17% од населението, а не како што е лажно прикажано дека неговата бројност се десува 25,17%. Со цел да се задоволи потребата на рамковниот договор од 13 август 2001 година, кој предвидува македонските албанци да добијат правата само кога учествуваат со над 20% од населението. Ова е кривичната пријава за фалсификувањето на пописот кој што е во јавното обвинителство во процедура. Кривичната пријава е веќе процесуирана и затоа Народно движење за Македонија веднаш бара привремен прекин на месечните вработување на администрацијата се до исходот од кривичната пријава или најкасно до обелоденување на резултатите од најновиот попис на населението што треба се спроведе во април 2011 година. Почитувани, не сакаме погрешно да бидеме погрешно разбрани. Не сакаме да ги загрозиме ничии права, најмалку на вработувањето на албанците, бидејќи ние понатаму ќе живееме заедно со албанците и другите малцински групи во оваа држава. Со нашиот предлог сакаме само да спречиме несакани последици што можат да настанат доколку се реализира вработувањето на 25% албанци во администрацијата, а дополнително со окончување на кривичната постапка се потврдат наводите дека бројноста на македонските албанци е околу 17%, или пак истото се потврди од пописните резултати што се прилезат од пописот во април 2011 година. Во такви услови македонскиот народ сигурно ќе побара спроведување на обратен процес, односно намалување на бројката од 25% на 17%, или со други зборови нивно бркање од работа. Затоа, за доброто на меѓуетничките односи и повикуваме премиерот Груевски лично да се заложи привремено да престанат така наречените рамковни вработувања и на тој начин да спречи да настанат немерливи штетни последици за Република Македонија. А дека пописот е фалсификуван, во оваа прилика ќе наведам само еден битен момент од кривичната пријава на НДН. Имено, споредбените податоци од предпоследниот попис од 1994 година до последниот попис во 2002 година, односно за период од 8 години, покажуваат крајно нелогични резултати. Имено, од 86.615 лица, колку што е зборевено населението во земјата за периодот од 1994 до 2002 година, дури 67.979 се албанци, а само 2000 македонци и 16.636 од другите малцински групи. Овие податоци побудуваат сериозно сомнение
бидејќи произлегуваат дека во периодот од 1994-2002 година се раѓале 8500 деца од албанска етничка припадност, а само 250 од македонска, или во сооднос на едно родено македонско дете 34 албански, што е надвор од здравиот разум и природните закони. Ги повикуваме собранискиот спикер после летните одмори да ги стави на дневен ред предлог за кучоците на НДМ од 12 ноември 2009 година, со кој бараме привремен мораториум на ранковните вработувања во контекст на нашата кривична пријава. Ова се ќе ви покажа заклучоците кои што се приложени до собранието кои што се однесуваат на ова што сега го кажем. Ви благодарам.